Владата крои долгорочна стратегија за заштита на животниот стандард. Клучно во процесот е Министерството за земјоделство, затоа што најважно е да се зголеми домашното производство и да се намали увозот како би паднале цените. Додека се работи на стратегијата на долг рок, можна е државна интервенција, меѓутоа се уште се чека да помине третиот месец, откако на крајот на април престанаа да важат последните воведени мерки за ограничени маржи и цени. Според министерот Бесар Дурмиши, покачувањето на цените било очекувано по истек на мерките, затоа што се направила дестабилизација со ограничувањата кои ги вовеле, но очекуваат дека ќе се стабилизира пазарот. Работиме на долгорочно решение. Како е, опфаќа раст на домашното производство. Производството на храната, со што ќе се намалува увозот и директно кога ќе се намалува увозот, директно ќе влијае врз инфлацијата. Тие механизми што ние ги имавме, ги употребивме и влијаевме врз пазарот. Сега чекаме да се стабилизираат работите, да се стабилизира пазарот и ќе видиме ако реално има поскапување на цените на основните прехранбени производи, каде што е интересот на граѓаните, ќе излеземе со решение, со предлози, конкретни предлози. Владата најавува и нови модели на пресметка на потрошувачка кошничка. Завршена е пресметката за просечна потрошувачка, веќе е формирано советодавно тело кое работи на 5 потрошувачки кошнички кои ќе бидат според потребите на пензионери, самци, брачни парови, трочлено, 4-члено семејство. Ова ќе биде презентирано на следниот економско-социјален совет кој ќе се одржи наскоро, а со ваквите модели се очекува да се добие реална представа за потребите на граѓаните. Ова што ние при завршна, ова е, просечната потрошувачка кошничка. Сега, сме почнеле да работиме на оние 5 други потрошувачки кошнички, каде што, кажав, тие членови што ќе бидат составени на таа советодавна тело. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, инфлацијата изнесува 4,5%. Владата вели дека трошоците растат поради базичната инфлација и се анализира што точно ја подгрева. Последната пресметка од синдикатот пак вели дека потрошувачката кошничка во јули е поскапа за 630 денари од јуни.